вечер, Ѓорче Петров. Добро вечер, добри луѓе, наши политички сопатници, сопатеници, наши борци и соборци. Добро вечер и ви благодарам за поддршката и довербата. Ви честитам на храброста и решителноста, на упорноста и доследноста. Вие, драги мои отпораши, вие и таквите како вас ширум цела Македонија, во изминативе месеци покажавте и докажавте дека македонскиот народ е горд народ. Дека македонскиот народ е храбар народ. Народ што не трпи неправди и не можеш со сила да го владееш. Дека е народ кој може многу да издржи, може и многу да истрпи, но никогаш и никој не може да го покори. Заедно со вас ги полневме улиците и плоштадите по македонските градови секоја вечер. Видовме, се уверивме, се убедивме дека се разгоре слободарскиот дух, се победи стравот кај нашиот човек, се пробуди желбата и волјата да се дигне гласот, да се влезе во битка, да се победи ова зло надвиснато над нашите животи и нашата земја. Драги пријатели, отпорот продолжува. Отпорот продолжува така како што се договоривме на почетокот. Одиме до крај, одиме до конечна победа. Ова тиранија, ова здисана и забегана власт, овој режим мора да се порази. Затоа што овие преродбенички 7 години се време, не време. Време во кое на еден осмислен и систематски начин се изместија сите критериуми и стандарди. Се инсталира еден нов сосема искривен вредносен систем. Тоа што некогаш беше за срамење, денес е за гордење. Тоа што некогаш беше погрешно, денес е правилно. Тоа што беше некогаш криминал, денес се третира како доблест. Глупоста се прикажува како мудрост, лагата како вистина, лудилото, ненормалното како нешто сосема нормално. Државата се третира како приватна собственост, демократијата како непотребен баласт, уставот и законите како кочници, како препрека која може да се прескокне или пробива по желба или по потреба. Македонија е земја во пропаѓање по сите основи. Сите наши ресурси, материјални, човечки, духовни, се веќе целосно исцрпени. Ние како држава, бидете убедени во тоа, немаме капацитет уште долго да ги издржиме овие поразни, овие погубни политики. Или брзо ќе направиме пресврт, ќе ја вратиме земјата на вистинскиот колосек, на вистинскиот пат, или ќе ја поминеме црвената линија, после која враќање назад нема, отидовме кон провалија. Почитувани граѓани, Македонија за да обстои, за да напредува, за да има сигурна иднина, мора да го промени генералниот курс. Тоа само од себе нема да се случи. Тоа мора да го направиме сите ние, целиот наш народ, со својата волја и со својата одлучност. И тоа така како што ни доликува на избори. Прво на локалните, а веднаш потоа и на предвремените парламентарни избори. Еве првата шанса дека на 24 март. Тоа е можност во еден ден вашиот глас да се брои 2 пати, вашиот глас да заврши 2 работи, вашиот глас да извојува 2 победи. Првата победа за локалната власт. Овде во Ѓорче Петров, со нашиот кандидат за градоначалник Александар Наумовски. Некој го знаете како Саше, други како Геге, некој како Александар, ама сите заедно го знаеме како добар дечко. Тој и листата на советници чиносител е Бранко Тречевски. Со нив одиме на сигурно, одиме на проверено, одиме на победа.
Ви нудиме кандидати кои многу добро ги знаете. Личности кои ја заслужуваат вашата доверба. Александар е доволно возрастен да има животно и работно искуство, но е доволно млад да е полн со енергија, со ентузијазам, со желба да работи и да сработи и за вас и за Ѓорче Петров. Вашата општина досега се третираше како скопска периферија, како предградие. Но Ѓорче Петров и треба и мора да биде нераскинлив дел од Скопје. Да ги има истите стандарди, истите услови, како Карпош, центар, аеродром. Тоа може да се постигне само со искрена волја и добра соработка меѓу градот и општината. На 24 март, почитувани граѓани, вие ќе одлучувате и за Ѓорче Петров и за Скопје. Во нашиот кандидат за градоначалник на Скопје, Јани Макрадули, имам целосна доверба. Затоа што знам дека се работи за чесен, одговорен, способен човек. Затоа што знам дека е од збор, дека ветеното секогаш го исполнува. Затоа што знам дека ќе биде вистински градоначалник на сите скопјани. Подеднако и за аеродромци, и за карпошовци, но и за вас, Ѓорче Петровци. Ве повикувам да им ја дадете својата подршка на овие луѓе. Не заради нив, туку заради вас, заради вашите семејства, заради иднината на Ѓорче Петров, на Скопје и цела Македонија. Бидете дел од големата победа. Бидете победничко Ѓорче, за победничко Скопје, за победничка Македонија. Почитувани граѓани, на 24 март имаме можност со нашиот глас да завршиме уште една, многу поважна, многу поголема работа. Имаме шанса да ги казниме, имаме шанса да им вратиме, имаме шанса да им наплатиме за се што ни направија во овие 7 години. За 7 години малтретирања, притисоци, закани и заплашувања, за сите понижувања, газење и подценување, за сите полициски инспекцијски казни, без било каков основ изречени, за сите списоци за гласање со закани направени, за сите откази и деградирања по партиска директива спроведени. Треба да ги казниме и да наплатиме, затоа што Македонија е направија земја во која што човек се плаши слободно на телефон да зборува. Ако си во кафич, во ресторан, ако зборуваш за политика, шепотиш, гледаш да не те чуе некој, да не те стави на некој црн список. На 24 март имаме шанса да им наплатиме, затоа што 7 години безобразно лажат и манипулираат, не третираат како деца, како неписмени, како неуки, како необразовани. Најмногу не навредуваат не тоа што не лажат, туку што мислат дека им веруваме. Затоа што сите критички настроени телевизии и вестници ги затворија. Затоа што МРТВ, јавниот сервис, Сител, Канал 5 и уште многу други ги направија фабрики за лаги, за перење на човечки мозоци. Треба и мора да им наплатиме, затоа што не направија земја светски првак по мизерија, заради сета беда и сиромаштија во која што живееме, заради сите блокирани сметки, активирани хипотеки, судски извршители на нашите врати, заради цените што секој ден растат, заради скапотијата од која повеќе не може да се живее, заради кредитите што ги земаа, заради огромните долгови што ги направија и за враќање на наш грб ги оставија. Драги пријатели, на 24 март мора да им наплатиме за сите народни пари што ги искрадоа, за сите наместени тендери и лажни анекси, за сите фирми и бизниси со уцена превземени, за сиот рекет што стопанството го наплатија. Мора да им се врати,
мора да им се наплати, затоа што како народ не поделија и меѓу себе не испокараа, затоа што со сила не делат на наши и ваши, на патриоти и предавници, на верници и неверници, на транзиционери и преродбеници, на антички и словенски македонци, затоа што испокараа брат со брат, татко со син, другар со другар, затоа што 7 години ни продаваат лажен патриотизам и колку тие лажно се представуваат за се поголеми патриоти, толку пред наши очи гледаме како земјата ни пропаѓа, бележи порази оди надолу. На 24 март треба и мора да платат и за убиството на Марти Нешковски, и за монтираниот судски процес против Љубе Бошковски, и за притворот на Дуле Млекаров, и за тепањето на студенти на Скопскиот плоштад, и за пропаднатиот закон за стечајци, и за театарот, лакрдијата што ја направија со законот за бранители. На 24 март треба да ги стигне народната казна и за 24 декември за она срамота и брука што ја направија, за она убиство на демократијата, за она газење и на устав и на закон и на деловник, за тоа што на криминален начин донесоа буџет, за да можат на криминален начин да продолжат да ги трошат нашите, вашите, народните пари, затоа што среде парламент тепаа пратеници, малтретираа и бркаа новинари. Драги пријатели, има уште многу да се кажува за нивните грешки, за нивните гревови, за нивните штети што ги направија на овој народ и оваа држава. 2 дена да говорам малку ќе биде. Ова што ни се случува не е наша судбина. Ова што ни се случува не ни е од Бога пишано. Проблемите со кои се соочуваме треба да бидеме свесни, сами од себе нема да се решат. Ниту пак треба да чекаме некој од надвор да дојде и да го направи тоа наместо нас. Ова е наша држава, ова се наши животи, се работи за нашите деца, за нашите семејства, од тоа каква ќе биде Македонија, од тоа каков живот ќе живееме, зависи само од нас и од никој друг. Време на ова пропаѓање, на оваа агонија, на ова лудило да му го ставиме крајот. Време е за нов почеток, за нова страница. Време е за крупна, значајна, историска одлука. Овие локални избори на 24 март се можност да покажеме дека не е единствената Македонија оваа на Никола Груевски, а како е таа гледаме секој ден. Понижена, подценета, уплашена, полтронска, корумпирана, режимска. Македонија закопана во лажно сегашност и во уште полажно минато. Треба да покажеме дека има една друга многу подобра Македонија. Македонија која што е храбра, решителна, борбена, слободарска, правдолюбива. Македонија која што е свртена кон нивнината. Треба да покажеме дека тоа е вистинската Македонија. Дека ние сме спремни за таква Македонија и да работиме и да се бориме. На 24 март имаме шанса, имаме можност да покажеме дека оваа наша Македонија не само што е подобра, туку дека е посилна, дека е побројна, дека е помоќна, дека е вистинската победничка Македонија. Затоа, драги пријатели, да погледнеме напред. Еве победата доаѓа, победата е пред нас. Да тргнеме кон неа, да извојуваме заедничка победа. Наша победа за нашата Македонија.